Gospode, pomogni mi. Ostanem sama so 4 gladni usti. V živototu moj sve se prevrte. Mi umre stavre moj. Ostanem crna kukavica so 4 dečinja. Gospode, pomogni mi. Kako ќе живеам? Ставре мој, ти ги реши сите земни маки. 8 години Господ ти дари вечна земја, а ние останавме сами и товар на твојата вечна земја. Alfa, така, точно. А ова е Вита. Дедо, ова е Епсилон. Точно, Епсилон. Ти вака тебе умот, ти вака тебе умот. Дедо, зошто до нашата куќа се наоѓа турскиот полициски уќумак? Дедо, зошто го тепаат? Ќе го тепаат, ќе го направил некако кабает. А боли, дедо? Боли, многу боли. Тука, ајде ние да си го продолжиме пењето, ајде. Ох, татко, што си јамачиш душата со ова детуле? Зар може тоа да научи нешто, а? Невесто, ништо не знаеш ти, бре. А тој е умен, бре, умен, најумен од сите. Ајде, ќе биде нешто од него. Ајде. Čestitam. Повелете, влезете. Почитувани дами и господа, имам чест да ви го представам нашиот втор Хомер. Ова е авторот на чудесната поема во стихови, убавиот најубавите бисери. Поемата која што оваа година го освои Лавровиот венец за најдобра поема во Елада. Браво! Дозволете ми да ви ја представам мојава сопруга, госпоѓата Елени Рангавис. Општа радост е во Атина, што ни се јавил Дефтерос Хомерос. Господјо Рангавис, се плашам да не се возгордеам. Ај, треба да се гордеете.
Цела Елада говори за вашата победа. Василис, пред да дојдете, ми зборуваше за вашата поема, како затворба на чудесно длето. Да ве запознам со мојот сопруг, професор по анатомија Олимпијакис Дамјанос. Ви благодарам, господине професоре. Но зошто му благодарите? Па господинот професор уште многу одамна знаеше дека ќе видам ловороносец. Ох, каква чест, Дамјанос. Па вие значи се познавате одамна. Овој стихоклепец е мој студент. Добивте голема награда. 1000 златни драхми. Но вие сте му ја посветиле половината од наградата на некој сиромашен студент по теологија. Да, така решив и не се одрекувам. А втората половина? За втората половина не сте решиле ништо. Втората половина ми треба мене. Не сум богат. А дали слушнавте какви пофалби искажав за вашата поема јас, председателот на конкурсната комисија за изборот на најдобрата поема? Кирие, сас паракало. А колку години имате? 30-тина. Кој сте ми? Григор Прличев, авторот на поемата О Арматалос. Аха. Знаете ли да ни кажете неколку стиха на памет од наградената поема? Сите ако сакате. Не, само почеток. Пискотници се слушаат од галичник во река. Што тешка несреќа ги збра и мажите и жените, та гласи тажна ека и навева се окопи зла. Дал град ги беше по лињата житородни фатил, ил рој скакулци се беше вдал. Ил султанот Арачли час пред време им пратил да збира Арач луд без жал. Ни град по лињата житородни ги беше фатил, ни рој скакулци се вдал. Ни султанот Арачли час пред време им пратил да збира Арач луд без жал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега. Тој Сердар, прочуен, падна в бој. Доволно. И ќе ги гази плячкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Доволно, доволно. Браво. Браво! Господине ректоре, Кирие Прличев, ние сакаме на државна сметка да ви испратиме на студии во Оксфорд. Или во Берлин. Сакате? Господине Прличев, вашиот одговор. се представил пред Арсенија наша патрика честнаго и
Но кого го премолчуваме, господари? Себе си се премолчуваме. Го премолчуваме свети Климента, што го доврши делото на Кирил и Методи и ја шираше светлината на славјански јазик. Без тој јазик, господари, не можеме да речеме дека сме луѓе. Не можеме да речеме дека сме живи. Исус рече: кој е жеден, нека дојде кај мене да го напојам. Која е водата Исусова што ја гасне жетта на луѓето? Тоа е Светото Писмо. А ние бедни само името го слушаме дека го викаат Свето Писмо. А што пишува во него тоа воопшто не го знаеме. Се чита, а ние не разбираме. Туку стоиме како зграгорени. Јазик свој си имавме и го погазивме. Сите народи си учат свој јазик, а само ние учиме јазик туѓ и немајчин. Господари, децата ни учат на училиште и ништо не разбираат. Затоа учат без љубов и слепи остануваат. Не ли е голем срам за сите нас, нашите браќа да бидат разбудени, а само ние да спиеме? Сите да пијат од водата Исусова, а ние да жеднееме. Не е ли слепотија голема нашите деца да учат грчки, да ни тие, ни вие да разбирате? Каков одговор ќе дадете пред Бога вие што сами ги ослепувате чедата своји? Еве веќе 100 години наназад, како дојдоа грчките владици, ги изгореа славјанските книги колку што може и колку што најдоа и ни рекоа: учете грчки. А ние имаме свој јазик, славјански. И наше писмо создадено од Кирила и Методија. И свети книги на наш јазик. А што прават нашите моćни и богати господари? Молчат и ги лижат чиниите на владиката Мелети. Го поддржуваат, кој од интерес, кој од зло, кој од простоти. Но кого го премолчуваме? Јакине, пријател си ми на учител. Го премолчуваме свети Климент. За пригода дека е време. Каков пријател би му бил јас, господар Стужанче, кога сега би го запрел? Без тој јазик, господари, не можеме да речеме дека сме луѓе. Царска волја е да тргнеш денеска за цари града, на тебе одварни грци силен поплате. Ваше влаженство, влазико шака. Знам. Нели ви кажав? Ви велев дека ќе се случи ова. Учителот Григор Прличев, оној кому ние му дававме леп, оној во кого толку се надевавме и го почитувавме, држи слово против грчкиот јазик. Знам. Пред 8 години учителот Димитар Миладинов го бунтуваше народот против вас, а денес тој, Григор. Ова не смееме да го дозволиме. Сега не знам што ќе правиме. Јас знам, господине Владиков, со доволно пари ќе го тргнете Григора од Охрид. Така. И не само од Охрид. Така.
Meleti te naklevetil pred vlasta. Izdadena je naredba da te zatvorat. Može bi veke trgnale. Najdobro je vednaš da zamineš od ohrit. Ne, Grigore, majka da ti go izdrži ova. Podobro da zaminiš. Majka ni sek izdrži. Ova mi pađa poteško od site zastrašuvanja. Ova nemoć, ona što sam go ispeo na grčki da go prevedam na naš jezik. Na jezik od naših narodem pejać. Mene dosta suvat zborovi, naši zborovi. Poneko kupati se vraćam na ist stih. O Armatulus go prevedov so Serdarot. Slušnete go početokot. Plać i pisk se sluša vo reka. Vo Galičnik selo nogu stadnu. Kakva beda najedno vezbrala. Maže, ženi, deca rasplakani. Da li grad vam pobil plodni nivi? Il volci vam stada porazili? Sve je gotovo. Može da trnemo. Javim u oficeru. Ajde, poskoro, poskoro. Ajde, ajde. Ajde. Ajde, pobrzaj, pobrzaj. Ajde, pobrzaj. Ajde, Titola. Ajde, spremajte se. Ajde, Čabu. Ajde, Čabu. Poleka, Čavuš efendi. Ne luti se. Ajde. Zeminji parite. Ќе дадам јас уште повеќе. Dobro utro. Doma li je učitelat? Da.
Dobro utro. Sedni, efendi. Dobro utro, majko. Sekoje Božje jutro je za dobro. A ova ti je dobro, sinko, ako ste dojdeni za dobro. Ja dojdov za, kako da kažem, zapovedano mi je da ga odvedam Sinti. Što lošo storil? Ne znam. Naredba te povisoka od mene. Ispraten sam da je bastisa me kućavi da ga odvedam Grigora. Ne plaši se. Verujem deka samo ke go razprašati, ke si dojde doma. Pastisovanje to samjec znaš, efendi. Nije zarno. Dobro utro, majče. Grigorjevo gornata odaja. Dovedi go. Merhaba Angele. Za tebe ovo je den lošo počne. Ajde, učitelji. Zemi gi portaliti i dodime. Eve, ti rekov jaz, deka toj ne je čist. Ovje zabraneti knjigi gi najdoja vojničinjata na tavanu. Kakvi zabranete knjigi? Nemam ljes takvi. Ne znam da li imaš ili nemaš, ama ti je našla. Добара, Владиков, кај мене. Доведи ми уште 100 војници, ако сакаш, но нему заповедај му да си оди. Така ми е наредено. Ajde, vrvi pred mene. Може ли да се простам со мајка? Не je dozvoljeno. Može. Ništa nema, ništa. Ajde, trgni se od tuka sa decata. Odvede gi decama. Иди спокойно, мајко. Ме наклеветиле охридските гркомани владиката Мелети. За птиите не ке може да ме задржат долго. Не сум сторил ништо. Не плаши се. Težak pad, fati, sinko. Težak. Samo vraćanja nema. Urazbiram jasla. Se prostivte li? Собрат патни своje štado, crkva sveti Klimentova, blagoslov mu dala posledej.
Grigor Prliće, roden na 81.1830 godina v Ohrid. Otatko Stavre Prlić i majka Marija Gjokova. Сегашен жител на град Охрид и тамошен учител. Ти си, значи, учител од Григор Прличе? Да. Ова се списи најдени кај него. Што е ова? Тоа се негови стихови. Поезија. А, ти си бил поет? Да. Одамна не сум зборувал со некој поет. Јас мислев дека си само учител, а ти си бил и поет. Ова е твојот говор против владиката Мелети. Точно. Никогаш не сум го криел тоа. Во него ти велиш дека народот не е должен да им плаќа на владиците. Точно. Тоа сум го рекол. Го велам и ке го велам секогаш и секаде. Вистина е. Не постои таков закон. И јас го знам тоа. Но не е дозволено пред народот да се говорат раздразнувачки зборови. Секој таков говор може да предизвика бунт и неред. А јас сум овде. Тоа е ваше мислење. Јас никогаш не сум говорил против државата и нема да дозволам да... Јас сум овде да го ценам тоа. Јас сум овде само врз основа на клевета, дека сум бунтовник и дека кријам оружје. Ни оружје најдено, ни барут, а овде сакате упорно да најдете некоја вина. 4 души гинеме во затворот. Ако загинам јас, нека ви е пред Бога простено, но ако загинат другите, чедата нивни пред Аллаха ќе викаат против вас. Доста! Одете го! Одете го! Трнете на го предоши! Повелете. Да го пратиме во Стамбул. Таму да го суредат. Да не брзаме, ве молам. Нели ви реков? Знам. Не преземете ништо додека не речам. Пеки. Да го